Планираниот пласман од годинешниот фрот од насадите со охридска цреша на Ванчо Стојановски од охридското село Орман, наместо на рускиот пазар би можел да остане дома. Но ако нема разрешница на руско-украинскиот конфликт, ќе страда целиот род од охридскиот регион, кој се проценува на повеќе од 800 тони. Ако се пласира таа надвор рефус во холандези, извозната цена од Македонија е околу 2,5 евра. А ако се пакува во пластична амбалажа по килограм, тогаш 4 до 4,5 евра е извозната цена од Македонија. Стојановски вели дека актуелната ситуација може да доведе до колапс на целокупното земјоделско производство во државата. И наместо да се зголемуваат насадите на црешови, замислите година, 2-3 да имаме едно тотално ембарго за извоз на црешата на тие пазари, претпоставуваме што може да се случи, значи. Ке се обесхрабрат луѓето, ке влеземе секако во трошоци, некои веќе и се задолжуваат да ги одржуваат насадите. Војната удри и врз превозниците, кои со години биле ориентирани кон овие пазари, а камионите од почетокот на војната се паркирани во своите бази и не вршат транспорт на стока во Русија, Украина и Белорусија. Заради проблемите кои што се со бегалската криза веќе, во рамките на соседните држави избегнуваат да прифатат превози, што ќе се одрази многу негативно на нивното севкупно работење, односно обезбедување на услови за одржлив раст и развој. Муратовска вели дека сето ова ќе донесе голема прераспределба на европскиот транспортен пазар, а превозниците ќе бидат во потрага по други пазари во земји кои не се опфатени со војните случувања. Најмногу ќе страдаат малите фирми, што може да донесе и нивно затварање или да застанат со работа. И тоа ќе доведе до исто така до намалување на производните капацитети кои што спремале или произведувале стока за Русија претежно како еден голем пазар, меѓутоа ни Украина не е за подценување, бидејќи е по територија и по жители голем пазар со над 45 милиона жители, што значи дека тек ни престојат големи кризи и големи штети на сите, особено на превозници. И Стојановски вели дека државата во една ваква ситуација треба да работи на изногење нови пазари. Значи државата мора да биде малку помудра, да изнајде некои решенија што полесно да ги преминеме овие периоди, посебно ние земјоделци. Во оваа криза од земјоделските производи најмногу ќе страдаат црешата и јаболката, чии што пласман неколку месеци однапред треба да биде договорен. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.